Еве, драги мои, се наоѓам во Градец. Овде има неколку семејства каде што носиме пакети. Сега сум кај последното и се упатувам кај едно специфично семејство. Нели рековме ќе снимаме за како еден вид емисија и таму ќе не очекува мајка, самохрана мајка на 2 детчиња со посебни потреби, а вие сите добро ги знаете. Значи, ова се прехранбените пакети што ќе ги оставиме овде и се упатуваме. Сакам накратко да ви кажам зашто станува збор. Значи, жената веќе подолго време не бараше и сакаше да ја пријавиме на емисијата, нели, што беше, што одеше на срце на дланка, но јас сметам дека овде можеби ќе можеме сами да помогнеме. Колку што имам сознание, се работи за подрумски простор, значи подрумски простор и со опасност да се свлече горниот дел, на еден начин да пропадне дел од куќата. Значи мајката стално ме контактира, вели дека живее во страх за да не им падне куќата и сметам дека некои ситни поправки, односно поправка на таванот, како и самиот подрум долу, мислам дека ќе можеме сами да го средиме, но затоа не можам веднаш да ви гарантирам што е како е, затоа ќе се упатиме, ќе видиме на лице место и накратко ќе ви објасниме. За сега поздрав. Зашто станува збор, ќе видите накратко сега во следните минути. Ова е куќата што веќе почнува да попушта, значи овде имате како на две поделено. Значи на ова семејство горниот домот каде што живеате се е во ред, нели? Таму е се. Во ред е, јас се преправих. Да. Но постепено куќата почнува да попушта во долниот дел, значи овде тука што. Да. За да се ќе може ли малку да влеземе за да видат луѓето што станува збор? Чао. Значи овде живеат Дитка и Дејанка, сите ги знаете од омилените сестрички од дневниот центар во Виница. Еве, идејата е долниот дел што е како подрумски дел да може да се, нели, среди. Еве горе има дупка, да се обнови, да се стават врати и прозори и да се затегне целата куќа, значи на вас и таванот, ако се е нешто... Попушта куќата, попушта Ренатче. Куќата им попушта и тие се плашат, нели, од... Во секој момент се плаша, не може да повлече оваа терасата надоле, ќе не изтепа куќата. Да. Значи, горниот дел што е... Ја го поправих, ама и маленката соба е за поправка. И таму е попуштило. Кај шифонјеро има токава така дупка. Да, и овде се гледа дека на многу места има дупка и некако како почнало да се свлекува надолу, значи тоа се гледа, евидентно е. Овој дел да се направи како подрумче со сите можни, нели, работи што треба, зависно мајсторот како ќе одлучи да се направи, да се поправи таванот. Еве гледате сами како е. А горе имате тераса. Да, тераса. Да. И таму е, нели, малку опасно, како што знам. Како овие во ступци става, гледа одозгоре какви дупки има. Да, гледам. Тука може да има и поплава. Дали има допир со вода или е надвор. Еве, драги мои, сега влегуваме во горниот дел. Овде тие си имаат 2 соби оспособени каде што, нели, живеат и таму се 3 членови се на ова семејство. Но овде оваа соба, значи, таа е проблемот што попушта цело време, да. Повлечена е целата надолу. Да, повлечена и се чувствува дека во секој момент може да се сруши. И шифонјеро. Гледа каква дупка има. Да. Еве дупка. Значи целосно би требало да се реновира, а надвор се гледа терасата каде што, нели, си става талишта. Да потврдиме уште еднаш што е потребно за да се, нели, реновира. Вам ви е најбитно подрумот. Да не повлече ово терасата, крово што е на терасата. Да.
надоле да не повлече и да не падне. У секој момент се плаши. Ќе не потруп. Значи луѓето живеат во страв и јас верувам и се надевам дека нема многу да биде тоа голема инвестиција. Апелираме до сите мајстори, нели, да дојде некој да направи некоја проценка што би можело да се направи за да се зацврсти куќата. Значи тука се работи за да ја зацврстиме куќата, бидејќи се познава дека има многу како свлечишта во делот на подрумскиот и на терасниот дел. И оваа соба таму, ако може, нели може да се успособи за нешто друго, да можете посебно девојчињата да имате посебни ја имав некој динар заштедено за тие 2 соби. И ходникот некако ги направих, а немам веќе средства ја да правя доле подрум. Јас сум сиромашка жена со 2 деца со хендикеп и немам помош од никаде кој да ми помогне. Ако може да се помогне, да се направи у најскоро време. Додека е убаво времето, иначе може ке фане мраз. Да. Зимно време иде, нова година. Ние пред некој ден снимивме таму и во Јакимово кај едно семејство и видов дека многу луѓе се заинтересирани да помогнат. Јас се надевам дека и овде, нели, нема тоа кој знае колку да не кошта, ќе се собереме заеднички, нели, ќе гледаме да го решиме тој проблем и апелираме до сите мајстори кои што се, нели, разбираат во тој дел да дојдат да направат некоја груба проценка колку и што треба и апелираме и до сите фирми во Виница, сите нели изработувачи на прозори, на други на врати, на сето она што го има, нели, што имаат на располагање да ни помогнат или да ни дадат некој попуст, нели, сепак се работи за семејство во кој има 2 дечиња кои што се со хендикеп. Ние сите ги знаеме, сите ги сакаме. Многу се комунитивни. Да, они се многу Дејанка, она особено, па со сите си живее. Да. Ние сме, нели, редовно гледаме како така да ви помагаме, повремено ви носиме, нели, пакети месечни со друго колку можеме, но тоа сега што треба да го направиме е приоритет и е многу важно. Да. На такви семејства треба да се помага. Да. Епа. Затоа и, нели, дојдовме и сега ќе видиме како, нели, ќе ни успее и вашиот проект, бидејќи знаеме дека, нели, народот во Виница како и пошироко се многу хумани и имаме и ние нешто на располагање во нашето здружение, дел ќе вложиме и ние, дел ќе чекаме од донатори и се надеваме дека во најбрзо време ќе може и тоа да го средиме. Така, Реначе. Тоа ми е најважно, најбитно, да ми живеат децата на сигурно место, а не ја да се плаша секој ден дали ќе падне куќата или не. Тоа очевидно се види. Да. Не да симулирам, тоа се снима и затоа и дојдовме, нели, ние. Вие, еве, жената сама уштедила некој средства за да го реновира незиниот дом и доста е реновирано сето тоа со ваша, нели, со ваша уштедевина, ваш труд, мака. Сте одвојувале од други работи за да можете да имате пристойни. Јас сум самохрана мајка. Сопруго пред 15 години се помина и јас за се мисла. Точно, да. Знам, јас ви знам долго време и знам колку сте голем борец за вашето семејство. Да. Овие куќата, како изгледа од надвор. Нема долу прозори, значи не им е потребно толку да го способат делот за живење, туку да се заштити целата куќа. Еве, вие сами гледате какви пукнатини има по целата куќа. Еве, ово е тој дел, уште еднаш да кажеме. Значи овде има некој материјал што може и да се искористи, јас не знам како тоа, нели, има вреки со нешто, дали тоа од цимент, дали може и тоа да се искористи, но таванот не знам колку можете да видите дека навистина се свлекува, паѓа, а сами слушнавте дека жената кажа дека многу се плаши, секојдневно со страв легнува
бидејќи се плаши да не им падне. Целиот дел ово е поврзан со горната тераса и таму видовте дека е ситуацијата очајна и се гледа како има пукнатини на терасата. Се на се има 2 соби кои што ги користат оспособени, благодарение на самата мајка борец која што сама се потрудила да ги направи. Еве ај куќето од надвор. Овој дел, значи, не им е потребен овој дел да се среди. Еве, драги мои, сега после Градец продолжуваме за Екимово да видиме како стои ситуацијата со Ангела. Значи да видиме дали нешто сме напреднале, дали има надеж, дали можеме да очекуваме наскоро да биде направено она што ние го баравме од вас. Здраво. Здраво. Еве, почитувани наши донатори, подржувачи, пред неполна недела така. Недела снимавме нешто тука како аматерско, но сепак тоа видео дојде кај многу луѓе, го видоа повеќе наши донатори од повеќе места и беа заинтересирани за вашиот случај, па еве сега дојдовме да видиме како стојат работите и да ги поттикнеме, значи за уште повеќе да се вклучат сите за да можеме да го направиме она што го објавивме тогаш. Сакам од вас да слушнам дали имаше позитивни реакции после видеото, дали некој ви бараше, дали ви нудија помош. Да, имаше, ми нудија помош. Ама јас сакам, например, на мене за да ми се даде помош од работници кои има некои фирми што одадат за таквото да ни помогнат фирми градишно на предпријатие некој да се најдат, да се ни помогнат за крово да се направи, тераста да ни се направи пава да се покрие како што треба. Многу работи. Да, токму за тоа и нас не прашува на кој начин може да помогнат, да објавиме сметки или не. Ние бевме малку во тој дел, чекаме за да видиме дали ќе да отвориме побрзо и кампањата преку и крал. Но во исто време апелираме до сите фирми што се во Виница, може и пошироко, да ни дадат некој попус, ако не друго, дел да ни дадат донација, дел попус. Ние веќе од утре ќе отидеме ние во некои наши постојано подржувачи што се овде во Виница, за да видиме што можат тие од нив да одобрат, но ние немаме моментално некоја груба проценка што точно ни треба и како ни треба. И затоа сега со Орце разговаравме од утре да дојде мајстор да ни каже што точно ни треба, значи колку греди и даски таму што треба се што е за керамидите, за да можеме да објавиме дополнително, па они што сакаат и финансиски да донираат, може да ги чуваме тие пари специјално за тоа, бидејќи тоа ни беше целта. Да, тоа беше целта да ни се покрие куќата, да не ни тече куќата, поради што многу кога врне дожд, целиот дожд паѓа кај нас во ходник, паѓа во собите ни, паѓа течат ни собите од тоа покриво, дека што треба се стават керамиди да се направат, покриво да се направи. Да. Ние ќе бидеме од утре, значи ќе гледаме малку по-интензивно да работиме на тоа и ќе ги известуваме нашите донатори до кај сме и што сме. Веќе имаме некои најави за донации во материјали, во плочки, во санитари, но сето тоа дополнително ќе го објавиме за да биде да бидат сите напишани кои што ќе помогнат на било каков начин. Така да сега моментално најавам на сите што ќе ни помогнат за нас. На сите давам благослов од Господ и даде здраве на сите што ќе помогнат. Само со Господ напред се. Значи сепак има некоја позитивна, некоја надеж и еве мене лично и вие се надевате дека сето тоа ќе биде, бидејќи гледаме дека луѓето не се равнодушни, туку сакаат да помогнат. Да. Еве денеска дојде златна доба, жените, видуваме што можат да доа жените, немам ништо против. Се убаво и на ние се запогаат. Да, и овие другите што се од пензионерското сдружение, контактира и они ќе прават некои настани за да можат да ти помогнат. Има доста реакции. И мене ми се јавуват
Да. Мене ми се јавуваат, прашуваат ме донации, нели преку шолта се издонадат, нели да се пратат пари. Веќе од утре ќе имаме Да. конкретна цел, конкретен начин како ќе можеме да ги Не жиросметка ќе да. работи, да. Или директно ќе плаќаме на фирми, зависно од тоа како нели ќе одлучиме првенствено да најдеме што ни треба Да. точно, конкретно Да, и ќе точно. објавиме нели тоа што е Нема потребно. проблем, тоа нема Да. проблем. Од Ти- сестрите ви се заблагодарувам на сите. Исто и ние се заблагодаруваме на сите оние што не контактираа. Бидејќи минатиот пат него покажавме баш тоалетот, само кажавме дека е надвор, и сега мора да биде повторно надвор од некои други нели причини, но еве колкаво е, само може да се прошири. Да се прошири и да се стави елементи. Имаме веќе од една многу драга пријателка нели обетено дека ќе ги обезбеди сите елементи внатре, сосе, плочки, чешма и останати работи. Но се реконструира тоа. да, за тука ни треба само мајстор да се пријави некој мајстор, значи ние и ќе платиме колку треба, но нели по можности да ни даде некој попус и мајсторот, но секој што е заинтересиран да помогне во тој дел, нека се јави, нека не контактира. Значи малку е надвор од куќата, но за сега мора да биде така заради некои причини што нели куќата за жал не е баш целосно нивна, но за тоа нели тоа е друга тема. Сега ова што го правиме ние сосема доволно и дозволено.